Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за активностите и превентивните програми на Институтот за јавно здравје, а фокус ќе ставиме на цигарите и како да се откажете од оваа зависност. Моја гостинка и соговорничка во денешното издание на емисијата е доктор Марија Андоновска, директорка на Институтот за јавно здравје. Доктор Андоновска, добар ден, ви благодарам што прв пат сте дел од Добриот доктор. Добар ден и благодарам за поканата. Во саботата 31 мај беше одбележан меѓународниот, односно светскиот ден без цигари. Што покажува статистиката на ИА за колку активни пушачи има во Македонија? Токму така, како што споменавте, 31 овој месец тоест минатиот месец мај, е денот за одвикнување од пушењето. И ние како институт, како и секоја година, имаме низа активности. Но не само тој ден, како институт постојано се обидуваме да имаме активности на оваа тема, меѓу другите, нели? Во текот на вчерашниот ден имавме една пресконференција која што беа и гости од представници од амбасади, представници од меѓународни институции, Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, каде што се презентира дел од истражувањата кои што ги имаме направено, но и препораки кои што во иднина или мерки кои што и во иднина би можеле да ги превземеме, размена на искуства со останатите земји и што е она што ние можеме да го направиме повеќе на оваа тема. Како што споменавте, темата не е да оставиме на страна. Последните истражувања на Институтот за јавно здравје говорат дека 45,4% од населението се активни пушачи. Тоа е скоро секој втор е конзумент на цигари. Располагаме со прецизни податоци врз кои што нели се прават сите анализи во кои што се носат препораките понатака. Јас би ги споменала дека во нашето истражување, освен овие 45,4% кои што ги споменавме за активни пушачи од возрастното население, 15,6% се откажале од пушењето. Значи имаме и добра работа во себе ова, не е се така црно. 39% никогаш не пушеле. Во однос на тоа колку се мажи, колку се жени, од овој процент кој што го споменавме, 50,2% се жени, а 49,8% се мажи. Скоро идентично, но сепак малку повеќе се жени оние кои што пушат. Просечно се изјаснува дека пушат од 18 до 20 цигари дневно, што исто така една голема бројка, една кутија така. Тоа е просекот. Некој има и помалце, некој има и повеќе. 72,2% никогаш не пробале да се откажат од цигари, значи тоа е многу висок просек на луѓе кои што никогаш не се обидале. 85,4% велат дека тоа го прават од некое задоволство, некое нивно лажно задоволство. 88,7% сметаат, ги знаат последиците, но сметаат дека нив нема да им се случат. И тоа е вака една сериозна бројка, да ги знаете последиците, да знаете што може да ви се случи, но да не верувате дека може да ви се случи токму вам. Лошо размислување. Најмалиот регистриран пушач според нашите истражувања е на 9 години. Најповеќе почнуваат од прилика според бројките што ни ги покажуваат истражувањето околу 14 годишна возраст. Преминотото основно во средно. Ние правевме уште едно истражување кое што се однесуваше само на средните училишта. Таму бројките би биле следни: 33% од децата пробале цигара во текот на животот. Истражувањето ова што го правевме во средните училишта се однесуваше на тоа дали сега во моментот конзумира, дали некогаш пробале и дали тоа е во последниот месец или наназад, можеби во минатото. Како што споменав, 33% од испитаниците веќе пробале цигара во текот на животот. 21,8% користеле во текот на годината, а 11,7% користеле во претходниот месец. Во однос на испитувањата кои што сме ги правеле на оваа тема во 2019 година, имаме зголемување на процентот во однос на електронските цигари. Бележиме тие се за жал тренд помеѓу младите, имаме некој намалување во однос на овие класичните цигари, од прилика околу 5%,
Но во однос на користењето на електронските цигари имаме зголемување од 10% врз основа на споредбено со минатото истражување пред неколку години. Значи, за едното имаме пат од 5%, но сепак не сме до оној процент кој што би бил задоволувачки за сите нас. Младите можеби имаат заблуда дека електронските цигари не се штетни, затоа повеќе користат од тие трендови електронски цигари со разни ароми. Меѓутоа, дали е тоа така? Дали навистина не се штетни или се исто толку штетни колку и тутунските производи, односно класичните цигари? Точно така, и нашите истражувања говорат дека младите се во заблуда, дека користејќи ги овие други алтернативни начини на конзумирање на тутун, дека се многу помалку штетни. Но сепак истражувањата не велат така. Тие се исто толку штетни како и класичните цигари. Дури и Американската агенција за храна и лекови по самото излегување на пазарот на овие продукти веднаш спроведе, таа беше прва која што спроведе истражување и нивните резултати говорат дека се исто така штетни како и класичните цигари. Можеби треба да се направи нешто во однос на тоа да се регулира нивното користење, исто како што треба да се регулира и користењето на овие класичните цигари. Можеби треба да го избегнеме да се направат регулативи со кои што би забраниле, тоест би ограничиле употреба на повеќе интересни бои. Знаете, тие доаѓаат во различни бои, во различни вкусови и можеби тоа ги прави попримамливи кај корисниците и кај помладата популација. Тоа ова што го говорам врз база на истражувања што сме ги правили, сме дошле до заклучок дека ваквиот начин на продажба на пазарот на ваквите производи ги прави многу поатрактивни и на тоа се должи зголемувањето на процентот на конзументи. За штетното дејство, односно влијание на цигарите, многу пати се говори, значи за сериозни заболувања се резултат на токму на пушењето, на активното пушење, односно консумирање на цигари. Зошто треба да се откажеме од оваа навика, односно да престанеме да пушиме? Тие се, како што споменавте, ризик фактор за многу заболувања со кои што се соочуваме. Респираторни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, други ендокрини заболувања, метаболни заболувања, малигни заболувања. Самото конзумирање на овие производи е накратко и нешто пластично за да можат да не разберат подобро гледачите, имаат влијание врз овие системи со тоа што го намалуваат на некој начин кислородот во ткивата, потоа содржат супстанции кои што се исто така канцерогени. Повеќе од 200 штетни субстанции активни чинам. Многу повеќе од 200 штетни субстанции кои што се оценети дека се канцерогени. Влијаат исто така на плодноста кај мажите, кај жените, може да бидат ризик фактор за предвремено породување кај жените, влијаат на косата, на кожата, но и на оралното здравје, бидејќи тоа е ваша специјалност. Може да бидат ризик фактор за појава на орален карцином. Така да има многу зошто не треба да ги користиме цигарите. Како Институт за јавно здравје, чинам втората половина на минатата година почнавте една активност преку совети да им излегувате во пресред преку отворена телефонска линија со практични и корисни совети од страна на стручни лица од Институтот за јавно здравје да помагаат на граѓаните кои се заинтересирани да се откажат од пушењето цигари. Како функционира? Има ли барем задоволителни некои резултати ова отворена линија советодавна пред се? Така, како што споменавте, при доаѓањето на новиот менеджмент, ние ги утврдивме оние работи кои што би биле наши приоритети и оценивме дека освен заразните заболувања имаме и незаразни на кои што исто така треба да се посветиме, тоест на ризиците кои што се тригер за нивно предизвикување. Едно од тие беше и откажувањето од тутун. Ценевме дека во моментот не постои некој што посериозно се занимава и како институт, можеби и наша обврска да се занимаваме малку поактивно на темата.
Првите чекори беа да се отвори една ваква линија која што функционира секој понеделник и секоја среда во одреден временски период. Броевите ги имаме постојано на нашата веб страна и на нашите социјални страниците на социјалните мрежи кои што ги има Институтот за јавно здравје. На линиите работат веќе обучени луѓе, стручни по одредени протоколи и можам да кажам дека зачудувачки интересот на луѓето кои што се јавуваат на оваа линија. Значи сме во вистинската насока и ние нема да застанеме тука, ќе продолжиме. Се откажал ли некој благодарение на линијата? Да, тоа е нешто што не мотивира. Так. Значи, од прилика околу 10% од луѓето кои што се имаат јавено на оваа линија се имаат веќе откажано од пушењето. Кога ќе споменеме 10% звучи малку. Добар чекор за почеток е, да. Да, звучи малку, но според сите истражувања во светот, процентот на откажани пушачи преку вакви линии или одредени програми за откажување од пушење се движи од 10 до 12%, што значи ние сме на вистинскиот пат и затоа велам не мотивира сето тоа и ние ќе продолжиме да го зголемиме нели времето кога ќе можат луѓето да се јавуваат, а секако планираме да го направиме тоа понатака. Се закажува некој термин или секој може слободно да се јави? Секој може да се јави и тоа не завршува со едно јавување. Затоа велам има протоколи, потоа ние го бараме доколку цениме дека сака навистина да продолжи да го следи, да соработува, да го следи тој протокол, дека не се јавува само за информација, туку навистина сака да ги следи нашите насоки, така да следуваат повеќе јавувања и повторно ќе споменам, горди сме што имаме 10% откажани од оние што се јавиле на линијата. Навистина да е охрабрувачки да продолжите и понатаму да се зголемува тој процент, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи пред да продолжиме на следната тема. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до гостинката. Поздрав. Вас едно прашање. Супер тема ова за пушачите и за сето тоа, но ме интересира докаде решението со услугата Ало доктори и дали конечно новиот министер што е предложен од влада ќе ја отвори таа услуга. Да, имавме и токму прилог и став од Министерството дека не се планира, меѓутоа еве бидејќи имате иницијатива, господине, веднаш по стапувањето на функцијата ќе се обратиме и до новиот министер за здравство, да прашаме дека во интерес на граѓаните на ваше барање и неколкумина исто така други, да ја отворат оваа линија. Оваа линија не е за мојата гостинка, меѓутоа ќе бидете информирани во текот на информативните изданија дали ќе се отвори повторно оваа линија. Да го слушнеме следниот гледач. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. И би сакала да прашам дали се прават некои медицински испитувања? Какви испитувања? Медицински испитувања за откажување на пушење. Аха, во ред, ви благодарам. Медицински испитувања, дали се прават некои за откажување од пушењето? Па во однос на тоа што ќе ни го каже соговорникот, тоа е оној што се јавил на нашите линии, ние разговараме и за неговата здравствена состојба, за евентуалните проблеми со кои што тој се соочува во текот на денот, да речеме. Даваме секако препораки и за здрави животни навики, но доколку соговорникот изрази одредени наоди на кои што упатуваат на некој здравствен проблем. Да, секако ние како оние кои што работат на линиите, како институт, ги упатуваме на одредени здравствени прегледи, сугерираме дека треба да одат таму и таму да си го проверат тоа и тоа, да испитаат и тоа да го направат што побрзо, како превентивен преглед. Доколку има некоја состојба навреме да се открие. Точно, можеби тригерот е токму користењето на цигарите, но можеби има некој друг проблем. Секако наше, како доктори, бидејќи доктори работат на овие линии, да ги упатат соодветно во соодветната институција и да сугерираат. Ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вашата емисија. Поздрав и до вас. Значи, јас сум пушач со 38 години стаж.
веќе 10 години не пушам. Така. Како се откажат цигарите? Секој може да ги остави цигарите ако има само тврда волја. Еве, вие конкретно да бидете пример, да споделите искуство со гледачите, како ги откажат цигарите? Секој, ако сака, може да ги остави. Јас сум ги оставил поради оправдани причини, бех крипосан. Така, здравствено. Меѓутоа, значи, ако проба, еден човек може да ги остави. Дали ми разбира? Само треба тврда волја. Да, секако, се индивидуално. Иначе, тоа е за мене само една глупа навика да пушиш цигари. Не разбирате? Так, добро ваше размислување и добар пример дека и на подоцнежни години со толку години стаж активно пушење можат да се откажат цигарите. Како што спомена гледачот, најголем дел од оние кои што се откажуваат од пушењето, да речем половина од откажаните, се откажуваат поради веќе настанат здравствен проблем. За жал, нели? Една половина се откажуваат превентивно, со време, што би рекле ние народски кажано, но другата половина се откажува кога веќе има некој диагностициран здравствен проблем. Или поголемиот дел кога ќе забранат докторите, кои ќе речат крајно време да се престане со пушење. Друг проблем или зависност би го дефинирал кој за жал е се поприсутен кај младите, се користењето на дроги и психотропни субстанции. За жал, токму најмладата и адолесцентна популација потпаѓа под вакви негативни влијани. Институтот за јавно здравје е вклучено во едно големо меѓународно истражување. Што покажуваат статистичките податоци на консумирањето, односно користењето на дроги во Македонија, односно поконкретно кај младата популација, и кои видови, односно типови на наркотични средства најмногу ги користат младите? Така, како што споменавте, Институтот за јавно здравје е вклучен во едно меѓународно истражување каде што членуваат околу 30 на земји, кои што се дел се членки на Европската унија, дел не, но навистина се работи за едно сеопфатно истражување. И нашите бројки се базираат само на оние. Не можеме да кажеме колку точно зависници има во државата. Не можеме точно да кажеме дека бројките кои што сме ги добиле се веродостојни 100%, од причина што ние имаме податоци само за оние конзументи на дроги кои што побарале некаква помош. Но немаме за целокупното население, нели? Постојат луѓе кои што се уште не побарале помош и не се никаде регистрирани дека конзумираат дроги, така да нашето испитување се однесува само на оние кои што веќе се регистрирани зависници и кои што во некој период побарале помош. Тоа што можеме да го споделиме од нашето веб истражување е дека лицата кои што користат дрога, најголем број, 32% пријавиле дека конзумираат канабис. Значи, најголем процент според нашето истражување се лица кои што конзумираат канабис. Следни на листата се бензодиазепините, кои што се злоупотребуваат, знаете, оние таблети без рецепт и така натаму знаат да ги земат, и се 26% се лицата кои што ги користат. Потоа следуваат производи на база на CBD и ТХЦ и се речиси 25%. И овде имаме висок процент. И кокаин користат 18,4%. Амфетамини користат околу 11%, екстази околу 9%. Другите видови се под 5%. Другите видови на други се загрижувачки бројки, како што рековте, имајќи во предвид дека ова се само лица, односно млади кои побарале помош. И се на возраст. А далеко повисоки се бројките на заскриени зависници. Веројатно се далеко повисоки, и најповеќе се лица помеѓу 25 и 44 години овие бројки активно работоспособно население. Точно. Докторка, еве во тој контекст, но и можеби менталното здравје како причина да се посегнува по вакви зависности. Со доаѓањето на менеджерската функција најавивте и отворање на центар за ментално
здравје за адолесценти, конкретно за млади лица. Има ли навистина потреба за отворање на ваков центар и до каде идејата за да им се излезе во пресред, значи за да се превенираат пред се сериозни заболувања на менталното здравје кај младите? Точно така, податоците покажуваат дека најзасегната популација во однос на менталното здравје се младите односно адолесцентите. Оваа група се соочува со предизвици поврзани со депресија, анксиозност, но и ограничен пристап до поддршка, до места каде што тие можат да побараат помош. Земајќи го во предвид податоците, кои што велат дека околу 40% од младите пријавиле умерени и тешки симптоми на анксиозност и околу 30% од младите кои што пријавиле симптоми на депресија, тоа не насочува дека навистина има потреба, земјата има потреба од отварање на едни вакви центри. И ние како институции преземавме обврска да бидеме дел од тие центри каде што да отвориме, да создадеме услови да се отворат, да се отвори еден ваков центар каде што младите ќе можат да побараат помош и да добијат одредени насоки и да им се помогне, бидејќи бројките говорат дека има навистина голема потреба, бидејќи младите не знаат каде да се обратат, а се соочуваат со проблеми кои што висок процент. Кога може да го очекуваме тој центар при финишираат? Ние сме во завршна фаза на центарот, така да сметам дека многу наскоро треба уште неколку, како да кажам, формално правни работи да се договорат со Фондот за здравство, нели дејноста да се изрегулира, некои ситници кои што за наредно гостување, кои што треба да се подготват, така да повеќе на млади. Најголемиот дел е веќе завршено, но има уште родителите каде да ги упатат младите. Да, токму тој центар не е само за адолесцентите и за децата. Тоа е и за помош и на родителите, старателите, помош за наставниците, за сите оние кои што се во контакт на некој начин со адолесцентите, но и со децата. Така е, за да им помогне на нив, за да им помогнат на децата. Ќе направиме се што треба да профункционира што побрзо. Така, една од активностите на Институтот за јавно здравје токму на овој период од годината, односно сезоната, е да го контролира прскањето, односно дали општините навреме ја извршиле задолжителната обврска, односно законска обврска за дезинсекција, односно прскање против комарци и останати инсекти кои се вектори, односно преносители на сериозни заразни заболувања. Ги исполнија ли обврските општините? Кои се податоците на Институтот за јавно здравје или чекаат последен момент со неколку предупредувања, па за да тогаш или кога ќе почнат да напаѓаат комарците, тогаш да прскаат? Како што споменавте, обврската за дезинсекција и дератизација имаат општините. Тие работат заедно со центрите за јавно здравје, кои што се посебни единици од институтот, но тие ги подготвуваат елаборатите и го следат работата на општините, а ние како институт добиваме податоци од страна на центрите дали општините постапиле, дали е завршена оваа работа, во која фаза, бидејќи има две фази, имате прскање за ларвицидно прскање. Овие денови интензивно институтот работи на собирање на податоците, сме во постојан контакт со центрите за јавно здравје, но и после собирањето на информациите ќе излеземе со нашиот извештај, но секако нема да губиме време и нашите служби директно ќе контактираат како со центрите, кои што можеби не се исполниле целосно обврската, но и со општините. Ќе имаме поинтензивна комуникација во периодот што следува и ќе можеме да излеземе со еден целосен извештај. Така да има ли некоја мерка на казни или на предупредување или јавно обелоденување на општините? За сега мерка за казни нема, за жал. Но мислам дека свеста е доволно висока. Она што ни се случува во последните години, зголемувањето на случаи кои што
добиле некаква болест векторска од страна на комарците и така натаму, се доволна причина за подкревање на свеста и сметам дека одговорноста исто така е на значително ниво и дека општините ќе се завршат редовно својата и да не станува збор обврска. за болест, сепак е непријатно чувството на Апсолутно. високи температури да Ние има како институт наести можем да ви ветам дека ќе бидеме гласни и дека ќе правиме одредени напори секој да се заврши работата. Така и треба, бидејќи тоа е законска обврска на општините во интерес така да нема да молчиме, ќе бидеме гласни и ќе секој да се заврши својата обврска. Да, во спротивно доаѓаат локални избори, па граѓаните ќе ги казнат. Па не е само за избори. Јас мислам дека ќе бидат исполнителни, ако не тука сме ние, да ги потсетиме. Така е. Во контекст на топлото време, бидејќи еве веќе почнуваме да го чувствуваме токму во вистинска смисла зборот лето со високи температури допрва ни доаѓаат и уште потопли денови, исто така и превенцијата од топлотни бранови е една од активностите токму овој период која ја презема Институтот за јавно здравје. Еве, како совет до граѓаните да се намалат штетните последици од топлотните бранови, односно од екстремно високите температури кои ни предстојат? Ние како институт заедно со Министерството за здравство и со одредени меѓународни институции како Светската здравствена организација веќе изработивме одредени флаери во однос на тоа кои би биле препораките како за граѓаните, така и за работниците кои што работат на отворено, препораки за матичните лекари, општите препораки за раководителите на установи. Значи, за сите категории направивме посебни препораки и еден акцијски план, кој што беше, јас ке кажам, овој пат и навремено донесен пред да почнат сите овие жештини кои што следуваат во летниот период и истите ќе бидат доставени за оние на кои што се наменети и нормално како институт постојано ќе ги објавуваме на нашите социјални мрежи како и на нашата веб страна. Тука има конкретни чекори што да прави секој, но и како иде процедурата доколку Хидрометеоролошкиот завод навистина каже, тоест објави дека се работи за топлотен бран. Секој си има што да прави и како да постапува конкретно. Тоа говориме еве кај народот попознати се како жолта фаза, портокалова фаза, не дај Боже и црвена фаза, бидејќи чинамот 2007 немало и да не ни се повтори, меѓутоа навистина дури над 40 степени е тешко подносливо ако нема разлика во дневната и ноќната температура. Може накратко да ги споменеме препораките за општите препораки за населението, еве чисто како потсетување за деновите кои ни предстојат, бидејќи навистина ќе имаме жежок викенд со високи температури. Точно така, еве ќе споменам само дел од општите препораки, а тоа е да се носи лесна облека, нели во светли бои, да не се излегува во оној период кога е најтопло во текот на денот, особено хронично болните, бремените жени и децата, старите луѓе над 65 години да останат во своите домови во периодот кога е најжешко, да се конзумира лесна храна, да се пијат повеќе течности доколку се забележат некакви симптоми за да се јават кај својот матичен лекар. Викендот како Институт за јавно здравје имавте активности, односно промовиравте неколку лаборатории. Значи, кои услуги ќе можат во подобрени услови да се добијат во просториите на Институтот за јавно здравје од страна на граѓаните? За какви испитувања ќе можат да се обратат лично кај вас, но и преку секундарното, односно терциерното здравство да се препратат материјали за анализ? Така, Институтот за јавно здравје врши повеќе дејности, научно-истражувачки, нели овие сите истражувања, анализи, препораки кои што ги даваме до граѓаните и до институциите, но врши испитување на храна и вода, лекови, козметика, понатака правиме систематски прегледи, санитарни прегледи, но имаме и микробиолошки лабораторија, акредитирани, вирусологија, бактериологија, паразитологија, каде што со упати можат да дојдат пациентите, но и да дојдат и здравствените работници од останатите клиники да донесат материјали за испитување на одредени микробиолошки анализи.
Она што ние го подобривме за овој краток период во институтот е оделението за систематски прегледи, е целосно реновирано. Направивме посебна соба за аудиометрија, со кабина, со аудиометар, за спирометрија. Ги подобривме условите така да сега Институтот за јавно здравје е комплетно подготвен за еден систематски преглед, онаков каков што доликува по сите стандарди, тоа е едно. Второ, во приемното оделение, онаму каде што доаѓаат пациентите, онаму каде што доаѓаат материјалите од останатите клиники, таму имаше простор кој што беше малку постар. Исто така го реновиравме, создадовме услови болничарите да идат на посебно место, да не се мешаат на шалтерите, тоа се оние здравствени лица кои што ги носат материјалите од клиниките да има... Да не дојде до контаминација на некој Па не само тоа, и да не се создава гужва, да не биде само еден шалтер, отворивме повеќе шалтери, плюс посебен шалтер за како што споменав, здравствените работници, така да и овој дел да биде попријатен како за пациентите, за корисниците на услуги, но така и за вработените кои што работат во институтот. Третата работа која што ја направивме е добивме еден апарат кој што чини над 460.000 евра. Го добивме од Меѓународната агенција за атомска енергија ИАЕА, но нивниот услов беше ние да создадеме услови за сето тоа, тоест да подготвиме просторија, така наречен бункер со посебни зидови и така натаму. Когато ние бевме подготвени, спремни, дојде лице кое што го провери сето тоа дали е така, потоа го донесе апаратот, па го монтира нивни лица, да се запазат сите стандарди. Што добиваме со тој апарат? Тој апарат служи за калибрација на сите оние мерни инструменти за квалитет, што го испитуваат квалитетот на мерните инструменти за мамографи, рентген апарати, зрачењето и така натаму. Дали е прекумерно или е... Тоа е единствен апарат во државата кој што го имаме сега во моментов и во регионов е еден од најдобрите, од најсовремените, така да сите оние кои што имаат потреба институции да го користат апаратот, не можат сега да го прават. Дали прекумерно зрачат и може да им наштетат и на вработените пред се, но и на пациентите. Не само тоа, да ги калибрират за општа употреба, да бидат подготвени тие апарати, да можат да се користат секој ден. Им потребно е да бидат и калибрирани и апаратите за квалитет. Од тие причини сега не мора да идат надвор, бидејќи тие финансии кои што треба да се одвојат надвор се навистина поголеми од оние кои што би требало да ги прават тука кај нас. Така да сега им ја дадовме и таа можност на граѓаните и на корисниците да можат наместо надвор тоа да го прават и во нашата земја. Воведовме и втора смена, тоа веќе успешно функционира и сме првата државна лабораторија за микробиолошки анализи. Исто така, тргнувајќи од потребата на граѓаните, дека после работното време тие немаат државна лабораторија каде да направат микробиолошки испитувања. Од тие причини ние го слушнавме сето тоа и сега можат да го направат тоа во Институтот за јавно здравје. Така, веќе кога сме кај лабораториите, располагали со доволно реагенси или како познато кај граѓаните материјали за испитување на примероците? Бидејќи мора да имате за сите заболувања. Генерално еве сега имавме минатата недела и случаи со мајмунски сипаници. Апсолутно. Со моето доаѓање во институтот имаше доста недостатоци во однос на реагенси. Бевме во фалеа реагенси дури и за пертузис, во тој период имаше и прогласено епидемија за пертузис. Фалеа многу реагенси, но можам да кажам дека засега успешно ги надминавме тие недостатоци. Во моментот институтот располага со сите реагенси кои што се потребни и како што споменавте, институтот е единствена институција во државата каде што одредени заболувања можат да бидат испитани, како што е мајмунската треска, денга, зика и така натаму, тропските заболувања. Тие единствено можат да се направат во Институтот за јавно здравје и ние како единствена институција во секое време мора да бидеме подготвени за било што, дај Боже, никогаш да немаме потреба од испитување, но една институција во државата секогаш мора да биде подготвена и да има барем една мала количина на реагенси за сите овие заболувања. Да, ви посакувам успешна работа, ви благодарам пред се за одвоеното време и за
советите, искуството, еве конкретно за делот на пушењето и одвикнувањето на цигари, корисни информации за секој од нас кој има намера или сака да се откаже, и ќе следиме вашата работа. Пред се, еве, да оставиме простор со отварањето на Центарот за ментално здравје, повторно да споделите како ќе функционира и какви ќе бидат првичните резултати. Затоа со задоволство очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Јас ви благодарам на поканата и можноста да бидам институтот да биде дел од една ваква, да речем, едно од најгледаните емисии, така да навистина не представува чест и се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите. Да, пред се во интерес информации, во интерес на гледачите, бидејќи, како што е познато, Институтот за јавно здравје е чувар на општото здравје, односно здравјето на секој од нас, и ќе продолжиме да ја следиме работата и функционирањето. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!